Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Форум за соработка меѓу академската заедница, работодавачите и студентите се одржа денеска во просториите на Економскиот факултет Прилеп, колку бизнисот ги вклучува младите и идните дипломци во бизнисот. Театарот премиерно вечерва ќе прикаже Црнила од Коле Чашуле. Представата ќе се прикажува во адаптираниот простор Сцена 105 во Центарот за култура Марко Цепенков. Од полицискиот билтен. Полицијата реагирала кога лице од Кривогаштани го нарушувал јавниот ред и мир и кога лице од село Ерековци било нападнато со тврд предмет од жител на село Канатларци. Влажни коловози и одрони го отежнуваат сообраќајот во Македонија. Времето денеска, минимална температура во Прилеп 7 степени Целзиусови, максимална 12. Во изминатите 24 часа до 7 часот во Прилеп на Врна 11 литри на метар квадратен. Урбан маркетинг. Best Solar Крушево. За ваш енергетски ефикасен дом. Квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас. Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Секое патување е ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора, новогодишни и божични тури, метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп, ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Денеска во Економскиот факултет Прилеп се одржа форум за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите, алумните на Економскиот факултет Прилеп. Колку бизнисот ги вклучува младите и студентите, како и идните дипломци во нивниот бизнис. Економскиот факултет од Прилеп традиционално негува отворена и тесна соработка со бизнис заедницата. Потврда за ваквата одлична деловна соработка се стипендиите кои што бизнис секторот во континуитет ги одобрува за студентите на Економскиот факултет во Прилеп. Така оваа година беа одобрени вкупно 30 стипендии за нашите бруцоши
за упис во прва година на првиот циклус на студии. Токму од тука произлезе и ова иницијатива за организација на еден ваков форум, во насока се разбира на продлабочување и интензивирање на соработката со бизнис заедницата, меѓутоа со истовремено вклучување на студентите и алумните на факултетот. За таа цел беше спроведено анкетно истражување во кое што беа вклучени 107 компании, тоа за секоја студиска програма одделно, при што основната идеја е да се идентификуваат компетенциите, знаењата, вештините кои што треба да ги поседуваат студентите на економскиот факултет во Прилеп после нивното дипломирање, се разбира преку размена на искуства помеѓу 4 групи на стейкхолдери, работодавачи, академска заедница, студенти и алумни на факултетот. Можам да кажам дека овој настан е еден од оние историски кои ќе го обликуваат образованието како прв чекор на економскиот факултет Прилеп, потоа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а сигурен сум ќе се прошират и на целокупното високо образование. Децении ние слушаме дека бизнисот не е задоволен преди се од практичните вештини на нашите студенти. Денеска можам да кажем дека имавме многу продуктивна сесија со бизнис заедницата. Исходот од истражувањето беше стварно значителен, можам да кажем, и дискусијата која што ја продлабочивме ги покажа потенцијалните предизвици со кои што треба да се соочи факултетот понатаму нормално при реформирање на студиските програми и на целосната работа на факултетот. Можам да кажам дека бизнис заедницата е отворена за голема соработка, факултетот е спремен и дефинитивно треба да продолжиме да соработуваме. Клучните компетенции се практичната работа, соработката на реални проекти, реализација на студентски пракси и еден по-холистички пристап на целосната работа на студентите заедно со бизнис заедницата. Театарот вечерва премиерно ќе ја прикаже представата Црнила од Коле Чашуле во режија на Дејан Пројковски. Представата ќе се прикажува во адаптираниот простор на сцена 105 во Центарот за култура Марко Цепенков, што беше повод за денешната пресконференција. Ова е втора премиера која реализираме годинава, но во една представа која носи силна символика за нашиот тим, затоа што создадовме сосема нова сцена, во сосема нови услови, работевме со многу посветеност, креативност, со ентузијазам и со верба дека театарот секогаш ќе најде начин да живее. Нашиот тим вложи огромен труд, енергија и срце за Црнила да го добие обликот кој што го заслужува. Денес отвараме на врата многу поголема, кој е на многу поголема приказна. Црнила на Коле Чашуле е драма која што не старе, а Чашуле е писателот кој што го создаде современиот македонски драмски јазик. Оваа премиера ја доживуваме во година во која што се навршуваат 104 години од смртта на Ѓорче Петров, личност која со својот живот ја бранеше идејата за слобода. На ист начин како што Коле Чашуле со своето перо ја бранеше идејата за вистината. Но најважно од се што и овие двајца кои што ги спомнав се прилепчани. Многу години наназад целиот Балкан станавме една голема чекална. Некако сите чекаме да станеме дел од асоциации, од некакви унии и така натаму. И имав чувство дека уметноста некако го подзаборави човекот, некако премногу се занимаваме со колективната наместо со индивидуалната среќа. Некако тоа ми е некој режисерски концепт во последните 3-4 години. Всушност Црнила е представа каде што се обидуваме да се занимаваме малку со колективот и во колективното да го побараме индивидуалецот. Малку е, би рекол, хамлетовска темата, всушност индивидуата наспроти системот кој што е
кој што е секогаш дел прво од нашите морални, од друга страна и општествени норми, тоа зашто Балканот долги години беше една голема чекална, како една голема железничка станица која што секој чека да замине некаде. Всушност, во момент и за тоа зборува представата, зашто еден голем број на млади луѓе среќата варат на други места во други земји, просто не е или што е она што сите се треба да направиме да се трудиме секој ден оваа земја да биде подобро место за живење. Подобро место за живење на нашите деца, на нашите внуци и така натаму. И се обидовме всушност да ја направиме представата без завземање на став. Полицијата реагирала кога лице од Кривогаштани го нарушувал јавниот ред и мир и кога лице од село Ерековци било нападнато со тврд предмет од жител на село Канатларци. Вчера, во 20 часот и 30 минути, полициските службеници во село Кривогаштани на улицата Македонски просветители го лишило од слобода лицето Мача од село Кривогаштани, бидејќи тој го нарушувал јавниот ред и мир и ги омаловажувал полициските службеници. Истиот ден, во 20 часот, во полициската канцеларија во Тополчани, 43 годишниот ЗС од село Ерековци пријавил дека бил физички нападнат од РА од село Канатларци, кој со потреба на дрвен предмет му нанел повреди. Се преземаат мерки за расчистување на двата настани. Денеска влажни коловози и одрони на патот го отежнуваат сообраќајот во Македонија. Сообраќајот на државните патишта во Македонија се одвива по влажни коловози со умерен интензитет. Одрон на патниот правец од Тешово Сирхан предизвика сообраќајот да се одвива во една лента, додека патот Ресен Охрид преку Галичица е затворен. Од Автомотосојузот препорачуваат внимателност и носење на зимска опрема. Автосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на сообраќајната сигнализација и внимателно управување со возилата. Посебна предпазливост е потребна на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде постои зголемена можност за појава на одрони. Временска прогноза. Времето денес облачно со повремени врнежи од дожд, минималната температура во Прилеп изнесуваше 7 степени Целзиусови, а максималната 12. На планините врнежите преминаа во снег, а на некои од повисоките места врнежите преминуваат од дожд и снег. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утре ќе се задржи облачно време со повремени врнежи од дожд. На планините врнежите ќе бидат од снег, а во некои од високите места ќе има дожд и снег. Ќе дува умерен и повремено засилен ветер од северен правец. Во сабота на планините и на повисоките места ќе провајува слаб снег. Од недела времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.